Нови фабрики и нови вработувања во Македонска Каменица, најави лидерот на СДСМ Зоран Заев од митингот во оваа рударска општина. Тој потенцираше и дека во 2018-та ќе се донесе нов закон за бенефициран стаж на рударите, но и посебно се обрати на младите, порачувајќи им да останат во родното место. Но за младите, сакам да ви предочам дека треба да мислите да останете овде. Државата ја отвори младинската гаранција. Од октомври месец достапна е за секој млад човек кој што завршил образование, а нема работа. Може да побара работа во било која приватна фирма. Државата ваша, Република Македонија, обезбедува за првата година бруто плата за сите млади луѓе. Заев посочи дека ВМРО ДПМН од создавањето на општина Македонска Каменица ја добивала довербата од граѓаните во оваа општина, но се уште овде се зборува за основните инфраструктурни потреби на граѓаните. Ако бидеме паметни да си го искористиме капацитетот на жените во Македонија, за жал кој што многу малку ги има и во политиката и во општествениот живот, Македонија и текако ќе биде подобра земја. Овој наш потенцијал, ве уверувам, е сериозен резервоар за раст и развој на Република Македонија. Кандидатот за градоначелник на Македонска Каменица од СДСМ, Сонја Стаменковска, истакна пред каменичани дека останува забележено дека на 15 октомври граѓаните на Македонска Каменица испишали историја. Таа посебно се обрати и до рударите на рудникот Саса. Нивната пот и мака ја создадува оваа наша заедница. Верувајте ми дека на генерации мртви и живи им го должиме она што многу денес не го признаваат. На денешната работна рака која во окната на рудникот го вадиме лебот за нас и нашите најблиски. Посебно вам ви благодариме и ви информирам дека на 29 октомври за градоначелник добивате една од вашите иста како вас, од исто семејство, со исти работни навики, борец за социјални права. На првиот изборен круг Стаменковска освои 166 гласови повеќе од кандидатот на ВМРО ДПМН Дарко Митевски, додека за прв пат од осамостојувањето на Македонска Каменица како посебна општина, мнозинството на Советот го има СДСМ, односно СДСМ освои 6, додека ВМРО ДПМН освои 5 советнички мандати.